Продолжува соработката на Сдруженијето на пензионери од Кочани и Сдруженијето на пензионери од Куманово, воспоставена пред неколку години наназад. Заедничките средби се можност повеќе да се разменат искуства, да се договорат нови средби и активности, а старите пријатели да се сретнат и да разменат искуства и доживувања од досегашните средби. Минатата недела, во петокот вечерта, кочанските пензионери, членови на фолклорниот ансамбл, солисти и оркестарот од народни инструменти, настапија во Куманово на манифестацијата Пензионерите за својот град, по повод 11 ноември, денот на ослободувањето на Куманово. Пред почетокот на концертот во холот на Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово беше отворена изложба на ликовни дела од тројца автори пензионери од овој град, а настапи и староградскиот ансамбл кој работи во состав на Сдруженијето на пензионери од Куманово. Изложбата беше проследена од голем број на гости, меѓу кои беше и Драги Аргировски, претседател на Сојузот на пензионерите на Македонија. Инаку главната манифестација, концертот Пензионерите пеат за својот град, се одржа во големата сала на Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово, на која настапија оркестарот, солисти на народна музика и членови на драмската секција при Кумановското здружение. Настапот пак на кочанските пензионери фолклористи беше поздравен со бурни аплаузи од публиката, која ја исполни салата до последното место. Се редеа изворни народни ора од Осоковијата, а беа исполнети и народните песни Ајде ред се редат кочански семени, новокомпонираната песна Пензионер и популарната македонска народна песна Ќе одам мајко јабана. Дружењето меѓу кочанските и кумановските пензионери продолжи и по концертот во еден од најреномираните угостителски објекти во Куманово, ресторанот Рим Парис. Народната песна и орото одекнуваа до доцните вечерни часови, а за убавото и ведро расположение се погрижи тамошниот оркестар од Куманово. Се на се пријатна средба и дружење кои ќе останат во спомените на пензионерите кои беа дел од ова заедничко дружење. Следната средба ќе се одржи во месец декември во Кочани.